Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Не очекуваат нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве го мојот избор за денес. Околу 40 тони марихуана запленети во складиштата. Неверојатно откритие од акција на полицијата и основното јавно обвинителство. Демократскиот сојуз бара забрана на производство за канабис. Првобитната хумана цел е злоупотребена. Нема уставни измени без гаранции за евроинтеграција, премиерот со јасна порака кон Бугарија и Европската Унија. Нема компромис за возење без дозвола, премиерот задоволен од резултатите на проектот Безбеден град. Му се извини на целиот државен врв откако се закани со убиства. Бил изнервиран зошто на братучет му ја одзеле колата. Мемишовски вели дека направил грешка и дека нема да се заканува повеќе. Истрагата се води, јавноста ќе дознае се. Мицкоски најави разрешница за извозот на мозочни ткива. Побарав помош од пријател за пријател. Поранешната македонска ракометна репрезентативка Радуловиќ негира дека била дел од шемата за пасоши. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Институтот Биосенс од Нови Сад ќе отвори амфитеатар што ќе го носи името на Васко Саздовски, македонски граѓанин кој загина при падот на бетонската настрешница на зградата на железничката станица во Нови Сад на 1 ноември 2024 година. Саздовски докторирал на Универзитетот Кренфилд во Велика Британија и во кариерата, долга повеќе од 20 години, се занимавал со роботика и автономни системи во институциите на Македонија, Германија и Хрватска, а потоа и во Институтот Биосенс се наведува во соопштението на институтот. Покрај неговите исклучителни професионални достигнувања, Саздовски беше познат по својата љубезност, дарежливост и посветеност кон своите студенти и колеги, а со именување на амфитеатарот по Саздовски, колективот на Институтот Биосенс го негува споменот на исклучителната личност, колега и соработник и ги зачувува вредностите на кои тој бил посветен. Посветеност, залагање и човечност. Саздовски беше вработен во Институтот Биосенс во Центарот за сензорски технологии, како и виш истражувач во рамките на проектот Антарес. Ајде се. Мајчице, ке те прашам. И тебе ке те послушам. Стојне моме, на чорбаџи Стојана. Дали да ја побарам? Богати си, бесинко. А ние си ромашни. Ама да ја побараме. Па не рекле за џабе тропли да ти отворат, барај за да најдеш.
duša. Stojne mome na čorbači stojana, da odam da ja povaram. Stojne mome na čorbači stojana, da odam da ja povaram. Ti si znaješ mili sine srce, što ti govori. Ako veli deka stojne ja ljubi, odi sine ne se dvomi. Ako veli deka stojne ja ljubi, odi sine ne se dvomi. Kažem istinata majčice, 8 leta stojne ja ljubam. Pusti siroma sub majčice, hrabrost nemam da ja povaram. Pusti siroma sub majčice, da hrabrost nemam da ja povaram. Gledam tebe, sine se kojne, srce zane, a ti izgore. Majka beše kaj čorbači stojana, Stojan reče dojdi sebija. Majka beše kaj čorbači stojana, Stojan reče dojdi sebija. Од мене имаат благослов. О, Нека се кердосаат. Околу 40 тони марихуана се запленети во голема полициска акција што се реализираше според извори блиски на истрагата. Дел од заплената околу 10 тони биле пронајдени во складот на фирмата Alpha Farm Group Скопје, сместен во кругот на поранешната фабрика Охис. Од таму комбојот од околу 20 возила ја изнесе запленетата дрога. Според извори на телевизија Сител, во струмичката акција се запленети повеќе од 30 тони марихуана во друг правен субјект кој се занимавал со производство и складирање на медицински канабис. За сега нема официјални бројки или информации за евентуални приведувања од Министерството за внатрешни работи или основното јавно обвинителство, кое отвори истрага по скандалот со 5 тони марихуана пронајдени во Србија во камион со македонски регистарски таблички. Меѓу осумничените и основачот и собственикот на Alpha Farm Group, кој беше приведен во Србија како дел од групата од 4 осумничени, кај кој беше откриена количина од 5 тони марихуана во околината на Крушевац. Фирмата е основана во 2023 година во Македонија, а во април 2024 добила лиценца за производство на медицински канабис. Владата го потврди сериозниот карактер на случајот, а премиерот во телевизиско интервју изјави дека јавноста ќе биде шокирана од бројките и дека десетици тони дрога незаконски биле пуштени во промет или сокриени во македонските складишта. Одговорност ќе има за ваквите злоупотреби и криминални действија, порача Мицковски. Мицковски го оцени случајот како катастрофално наследство од економските политики на претходната власт. Министерот за здравство истакна дека фирми кои добиле лиценца за одгледување медицински канабис редовно и вонредно се контролираат, а секои 3 месеци мора да ги известуваат надлежните за својата работа.
Имаме и годишен план на контроли, но вршиме и ад-хок инспекции, рече министерот, без да го коментира конкретниот случај. Отстапувањето на сила на Законот за контрола на опојните дроги и психотропни супстанции од февруари 2026 година за одгледување на канабис се издадени одобренија за 61 правно лице, а во Македонија моментално функционираат 43 компании кои легално произведуваат медицински канабис. Marketing, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер.
Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Премиерот Христијан Мицкоски уверува дека ќе има целосна разрешница за случајот со наводниот извоз на мозочни ткива од починати лица во Соединетите Американски држави, нагласувајќи дека институциите веќе работаат на истрагата. Никој не треба да биде загрижен дека овој случај ќе добие свој крај, секако дека ќе дојдеме до разрешница. Наводите и индициите се навистина лоши, но да почекаме да заврши истрагата и да го собереме досието целосно за потоа да можеме соодветно да ја информираме јавноста, порача Мицковски. Тој посочи дека станува збор за чувствителни информации и дека владата нема да излегува со некомплетни податоци во јавноста. Како председател на владата, кога ќе ја информирам јавноста, треба да биде таксативно и хронолошки наведено се. Институциите работаат и истражуваат. Кога ќе имаме комплетно досие, тогаш ќе излеземе во јавноста дали ние, дали обвинителството или некои други институции, истакнува Мицковски. Премиерот нагласи дека владата има обврска да биде транспарентна и дека јавноста ќе биде информирана веднаш штом истрагата ќе биде целосно завршена.
Демократскиот сојуз бара собранието по скратена постапка да донесе измена на законите со кои ќе се забрани производство на канабис за медицински цели. Досега од 2017 година надлежното Министерство за здравство во соработка со други институции издало 61 лиценца за фирми кои можеле да произведуваат марихуана за медицински цели. Повеќе од јасно е дека контролата затаила поради што се случија фингирани кражби, пресметки помеѓу наркомафијата, заплени на канабис од полицијата и така натаму, но криминалниот бизнис продолжи, бидејќи наркомафијата, во која беа вклучени носители на највисоки државни функции од претходната власт, се стекнаа со огромна финансиска моќ и политичко влијание, соопштуваат од Демократскиот сојуз. Тие силно ја поддржуваат акцијата на Министерството за внатрешни работи за заплена на канабисот и инсистира на постапување неселективно, се додава во соопштението. Јавно да бидат објавени собствениците, формални и неформални, на фирмите кои произведуваат канабис, кој и кога ги издал лиценците за производство на канабис и така натаму. Министерството за здравство во соработка со други надлежни институции да објави колку количини на канабис се произведени, каде се тие количини, дали се продадени, дали се на залиха, дали се украдени и колку профит е остварен. Запленетите 32 тони канабис, 5 во Србија и 27 тони во Македонија. Тоа е засега гребење по површината на овој наркобизнис кој има тешки последици по здравјето на младите генерации, политичка стабилност, владење на правото и меѓународниот углед на државата, соопштуваат од Демократскиот сојуз. Бараме да се прошири одговорноста и кон носители на функции од надлежните министерства кои издавале лиценци и кои затаиле во контролата на спроведување на законите за да се спречат злоупотребите, се додава во соопштението. Одземените количини се премногу за Балканот, а не за медицинските потреби на Македонија. Очигледно е дека првобитната хумана цел е злоупотребена и затоа се потребни итни законски мерки, соопштуваат од Демократскиот сојуз. Тажен глас се слуша, мајко, од далечина. Жална песна сега пее Македонија. Од сите страни ја поделија, мајка од деца ја разделија. Од сите страни ја поделија, мајка од деца ја разделија. Ајде сега
Ставот на владата за уставните измени останува непроменет, истакна премиерот Христијан Мицкоски во гостување на Дневникот на Македонската радио и телевизија. Тој нагласи дека тие нема да се реализираат без јасни гаранции дека процесот на евроинтеграција нема да биде спречен со нови блокади или билатерални условувања. Земјава е подготвена да ги почитува превземените меѓународни обврски, но истото го очекуваме и од соседите и од Европската унија, рече Мицкоски, посочувајќи дека Бугарија треба да ги почитува конвенциите што ги ратификувала, вклучително и овозможување регистрација на македонската заедница и представник во Советот за малцински права. Премиерот објасни дека државата е свесна за обврските превземени од претходната влада и дека тие продолжуваат да ги почитуваат. Доколку се однесувате вон институциите ќе бидете изолирани, а прашањето е каква иднина иследува на државата. Колку и да е горчливо, тоа е реалност, додаде Мицкоски. Тој се осврна и на разговорите со меѓународната заедница, истакнувајќи дека добива уверувања од Европската унија го признава македонскиот идентитет, но дека овие гаранции мора да се формализираат преку заклучок на Советот на Европската унија. Ако навистина го мислите тоа, ве молам донесете заклучок за да можеме јасно да ги информираме граѓаните сакаме ли во Европската унија, а дали имаме гаранции за нашиот јазик и идентитет, рече Мицкоски. Во однос на можен нон-пейпер од еврокомесарката за проширување Марта Кос или нови документи за олеснување на членството, премиерот посочи дека таков документ се уште не е пристигнат. Може комисијата да даде предлог, но за тоа да функционира мора да се согласат земјите членки. Процесот зависи од политичката волја на земјите членки да прифатат нови методологии, како постепена интеграција со заштитни механизми, појасни Мицкоски. Тој предупреди на внимателност во изјавите, додавајќи дека новите методологии би можеле да вклучат ограничувања во користењето на структурните фондови и дека се разгледуваат различни сценарија за обезбедување на интеграцијата. Nemam fucking poke. Ozbiljno, bre? Nemam fucking vake. Ozbiljno, bre? Ja sum bate kamionđija, penje, bloke, se potije pusti patišta, dušavana nafta mi bisa, samo jedna imam uteha, da si se nam mlada mejana. Stiskam, nego žalam, a i vozi majstoren mejana da se stigne, da se pije lupuva, do sa bajle luduva. Maša, imaš kamioni, praviš milioni, no so mene ne si igraj, duša ke te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, no so mene meri seči, koji li ke te leči. Sve su minalci to rešeto, ženi, pari, Boga mi autostopevki, tije mi se ne znam najslatki, a malen za kamionđi, upavite mladi pejački,
stiskam nego žalam, a i vozi majstore mejana da se stigne, da se pije lukuba, do zabajne luduba. Maša, imaš kamioni, praviš milioni, noso mene ne sigraj, duša tje te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, noso mene meri seči, koji like te leči. Kamioni, praviš milioni, noso mene ne sigraj, duša tje te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, noso mene meri seči, koji like te leči. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Čuvam slatka tajna, son od mi go zede jedna lična Anja. Blaze ta majka Anja što ja rodi, se za ta ljubov ne spijam do zori. Udrije na čal gađio, napraj me rak na srcevo, isto pesna da i kažam duša da se otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram, isto
pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram. Zvezda ne toliko sjajna, ni tu kitka ima ubava ko Anja. Blaze ta majka Anja što ja rodi, se za ta ljubov ne spijam do zori. Udrije na čal gađio, napraj merak na srcevo, isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram. Čal gađio, napraj merak na srcevo, isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenogan krijam, spremen da izgoram. Laze majka što te rodi, tebe Anja ubava. На целиот државен врв преку видеопорака му се извини Рафет Мемишовски, еден од ромите кои протестираа во Битолско поради одземените возила на граѓаните кои возеле без возачка дозвола. Тој на протест се закани со тепачки и убиства поради одземање на возилата на тие што ќе возат без возачка дозвола. Видеото со извинувањето е снимено во домашна атмосфера, а го објави Рома Прес преку Facebook. Јас сум Рафет Мемишовски, извинувам пред цела влада и цело министерство тамаше, премиери, председатели, што направив грешка, што се заканевме, ова нема да се повтори уште еднаш. Значи бев изнервиран, на врачите ме одаде колата, по стрес малце бевме сите граѓани, сепак се извинуваме, повтори ти кажам, ова нема да се стори уште еднаш и нема да се повтори. Бевме изнервирани, на врачите ми ме одаде колата, нема да се закануваме, Трајкови, нема да се закануваме. Ова имам да што да кажам, кој ти нема што да кажам. Сепак сум благодарен на министерстви, на влади и на таму, да се извинувам на никој и нема да се повтори. Ромите од Битола, Штип и од Прилеп неделава во повеќе наврати протестираа со блокади на кои палеа гуми и дрва. Тие бараа да се укинат законските измени со кои ако возачот се затекне без возачка дозвола да му биде одземено возилото. Премиерот Христијан Мицкоски по протестите изјави дека му дал насоки на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Полицијата жестоко да одговори кон секој што го прекршил законот. Се заканувал, јавно упатил закани, го загрозил мирот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори. Ќе биде одговорено жестоко за да не се повтори дивењето што се случи, рече Мицкоски. По изјавата на Мицкоски прекинаа протестите на ромите низ земјата, а следуваше извинување и од Мемишовски.
Неофицијално, полицијата против Рафет и Фејм Мемишовски поднела кривична пријава за загрозување на сигурноста поради закани против телото и животот на полицајците. За своите маки да не кашува. Дајте добра песна и добра ракија. За нас тоа ни е леко во тешки времиња. Нека ечи нешто весело се живота заигра. Заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите како се веселиме. Здравје да ме служи, а и паметта, и да ми е жива здрава фамилијата. Бог да ми ги чува и пријателите. На нас кога ни е тешко вака да ни е. Нешто весело се живота заигра. Барем малку да заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите како се веселиме. Живота заигра. Барем малку да заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите како се веселиме. Како се веселиме.
Со воведувањето на системот Безбеден град за контрола на сообраќајот, бројот на сообраќајни незгоди е преполовен, а од почетокот на неговата официјална примена од 1 февруари нема ниту една жртва, изјави премиерот Христијан Мицковски во дневникот на Македонската радиотелевизија. Според него, оваа година ќе биде година на воведување на ред во сите општествени сфери, вклучително и во сообраќајот. Мицковски изрази уверување дека системот е одржлив и им се заблагодари на граѓаните што ги почитуваат сообраќајните правила и возат побезбедно. Тој посочи дека бројот на прекршоци, особено во Скопје, е значително намален во споредба со минатото, дури и во периодот кога Министерството за внатрешни работи спроведувало засилени контроли. Фактите покажуваат дека со овој проект се вози многу повнимателно, намален е бројот на сообраќајни прекршоци, а надежта е дека годинава дополнително ќе се намалат и сообраќајните незгоди, а со тоа и бројот на повредени и загинати. Тоа и беше клучна цел на проектот, рече Мицковски. Премиерот објасни дека во минатото при организирани акции на Министерството за внатрешни работи се евидентирале околу 1200 прекршоци дневно, сега таа бројка е под 500. Во обичен ден, без организирани акции, полицијата санкционира помеѓу 300 и 500 прекршоци на територијата на Скопје. Со паметниот систем сме во тие рамки, но со клучна разлика. Бројот на сообраќајни незгоди е преполовен и од 1 февруари до сега нема жртви, нагласи премиерот. Слична состојба според него е забележена и во другите градови и на коридорите опфатени со системот. Истото се случува и во Тетово и Куманово, каде дневно се регистрираат помеѓу 20 и 30 прекршоци, како и коридорите 8 и 10, каде бројките се движат од 50 до 80 прекршоци. Генерално, на целата територија каде што функционира системот, дневно имаме до 500 прекршоци, истакна Мицковски. Во однос на протестите и инцидентите поврзани со лица кои се противат на законската обврска за поседување возачка дозвола, премиерот беше дециден дека секое насилство и уништување на државен имот ќе биде санкционирано. Секој мирен протест е дозволен, но начинот на кој одредена група протестираше може да се свати како закана по животите и слободата на граѓаните и полицијата. Дополнително имаше и уништување на државен имот. За сето тоа ќе бидат поднесени соодветни пријави, нагласи тој. Мицковски порача дека демократското право на протест не смее да ја премине границата на насилство и беззаконие. Некои бараат да управуваат возила без легална возачка дозвола. Тоа не може. Ако протестот е мирен, државата ќе го обезбеди, но ако се премине границата, државата мора жестоко да реагира, додавајќи дека побара од Министерството за внатрешни работи решителна реакција против сите кои го загрозуваат животот на цивилите и полицијата. Тој заклучи дека Македонија, како правна држава и членка на НАТО, мора доследно да го почитува владењето на правото. Ова е година на ред во сообраќајот и ред во општеството. Законот е јасен, без возачка дозвола нема управување на возило. Нема компромис, порача Мицковски.
твоите крилја. Ostavi me da živejam so svojte jadovi, duri tam dru moj sela, a i gradovi. Begaj, begaj, begaj ti od mene, čovek sum što srce ke ti zemlje. Begaj ženo s očina crna, trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice od svila, žeškala masum za tvojite krilja. Tvoj sum duri trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice od svila, žeškala masum za tvojite krilja. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
што бие, таму добро ми е. Таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресувам. Тафан кај што бие, таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресувам. Тафан кај што бие, таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие, таму добро ми е. Таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресувам. Тафан кај што бие, таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Поранешната македонска ракометна репрезентативка Валентина Радуловиќ јавно реагираше откако Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против неа поврзана со наводни незаконски дејствија при издавање лични документи. Во објава на социјалните мрежи Радуловиќ категорично ги негира обвинувањата, наведувајќи дека станува збор за злоупотреба на незината приватна комуникација. Категорично ги отфрлам обвинувањата за мое наводно инволвирање во незаконски дејствија поврзани со издавање лични документи. Моја лична порака до пријател вработен во Министерството за внатрешни работи на издавање пасоши за ургенција за блиски лица на кои им беше итно потребен нов пасош со новото име на државата во период кога имаше застој во издавањето е злоупотребена за моја наводна инволвираност, напиша Радуловиќ. Таа додава дека не можела ниту да претпостави дека пријателска ургенција ќе биде искористена во ваков контекст и нагласува дека доколку постои постапка во која се споменува незиното име, ќе
ќе докажува својата невиност пред надлежните институции. Од Министерството за внатрешни работи пак информираа дека Радуловиќ се сомничи заедно со двајца полициски службеници и еден пожарникар за примање подкуп од граѓани на кои им било овозможено побрзо издавање на лични документи. Според полицијата, осумничените во периодот од февруари до април 2024 година воспоставиле шема за незаконско посредување при издавање лични карти, пасоши и возачки дозволи со цел стекнување противправна имотна корист. По претходен договор пријавените организирале паралелен неформален начин на постапување со јасно определени улоги, утврдена цена, време и начин на извршување, при што за паричен надомест овозможувале побрзо остварување на правото на јавна услуга, нарушувајќи го принципот за еднаков пристап на граѓаните, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Истрагата за случајот е во тека, надлежните институции најавуваат дополнителни информации по нејзиното завршување. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Аладин. Ви посакувам пријатен ден. Арапска приказна. Аладин. Многу одамна, во една далечна земја на исток, живеело едно момче кое се викало Аладин. Татко му на Аладин бил многу сиромав и еден ден умрел од јат и мака, оставајќи ја жена си и синот во таква сиромаштија, што немале ниту сув леп. Набар го по смртта на татко му, на Аладин му пристапил некој си непознат човек, богато облечен, и го прашал како се вика и од кого е. А кога слушнал кој му бил татко, силно извикал: "Ох, сиромав јас, по 30 години дојдов да го видам брат ми, а сега слушам дека умрел." Аладин многу се зачудил зашто не знаел дека има стрико, но бидејќи туѓинецот бил многу љубезен спрема него, па дури и му дал неколку златници за да ги однесе на мајка си, воопшто не се посомневал и бил среќен што ете не се сами на светов со мајка си. А туѓинецот не бил никаков стрико на Аладин, туку еден опасен волшебник кој што му пристапил на момчето со лоша намера да го искористи за една своја мрачна цел. Како и зошто? Набргу ќе видиме. Кога видел дека Аладин му верува, волшебникот го однесол далеку, надвор од градот, до влезот во една пештера и му рекол со сладок глас: "Драги внучко, евети го прстенов да те штити од неволи. Па слези долу во пештерава и донеси ми ја оттаму старата ламба што ќе ја најдеш во последната одаја. Патем не фаќај ништо, инаку ќе настрадаш. Но кога ќе ја земеш ламбата, можеш на враќање да набереш малку цвеќе од волшебната градина." Аладин го ставил прстенот на прстот и слегол во пештерата, зарадуван од ветувањето на туѓинецот дека ќе стане богат ако ја изврши таа задача. Ламбата лесно ја нашол и на враќање ги наполнил џебовите со цвеќе од волшебната градина, а тоа не било обично цвеќе, туку скапоцени камења со непроценлива вредност. Кога сакал да излезе од пештерата што имала стрмен влез, не можел да се искачи без помошта на старецот, кој нестрпливо му рекол: "Дај ми ја прво ламбата и потоа ќе ти помогнам." На Аладин тоа му станало сомнително, па му одговорил: "Не ја давам. Ќе ја добиеш ламбава кога и јас ќе излезам од ова страшилиште. Ајде, помогни ми." Волшебникот се разлутил мислејќи дека Аладин сака да го измами, па ја турнал плочатак со која се затворила пештерата и Аладин останал затворен внатре, а тој исчезнал незнаено каде е. Сега Аладин почнал да очајува. Никако не можел да излезе од пештерата и веќе му се чинело дека тука ќе умре. Кога случајно се истркалал прстенот што му го дал волшебникот, а од него излегол дух и му рекол: "Заповедај, господару, јас сум духот од овој прстен. Ги слушам заповедите од оној што го носи прстенот." Аладин многу се израдувал и рекол: "Пренеси ме дома од овој подземен затвор." Истиот миг Аладин се нашол дома. Бил многу гладен и побарал од мајка си да касне нешто, но немало ниту јадење, ниту пари за да се купи. "Ќе ја продадам ламбава," и рекол на мајка си, па зел една крпа да ја избрише од правта, но кога ја истрел, од неа истиот миг се појавил дух, поголем и посилен од оној од прстенот и му рекол: "Слушам и ги извршувам вашите заповеди.
Мајка му на Аладин се онесвестила од страф и паднала, но Аладин брзо се снашол. Гладен сум, донеси јадење и пиење. Додека трепнеш пред момчето во златни чинии, се нашла најразновидна храна и Аладин и мајка му прв пат во животот убаво се најале. Така, Аладин видел што може да прави духот од старата ламба и со негова помош малку по малку станал богат човек. Но не ја заборавил својата сиромаштија, туку им помагал на сиромашните и на несреќените. Затоа сите го засакале. Насекаде се раскажувало за неговото богатство и доброта. Еднаш, Аладин ја видел ќерката на султанот која била вистинска убавица и се влюбил во неја. Мајко, рекол, оди кај султанот и побара ја ќерка му за да биде моја жена. Кудри, сине, се зачудила мајка му. Зар мислиш дека султанот тебе ќе ти го даде своето единче? Ќе ми ја даде, мајко, кога ќе види се што можам и што умеам со помошта на волшебнава ламба, одговорил Аладин. Кога слушнал што сака момчето, султанот не сакал веднаш да го одбие, туку решил да му постави некоја тешка задача и така да се ослободи од него. Нека направи, заповедал царот, за една ноќ дворец од спротива на мојот. И ако дворецот ми се допадне, ќе му ја дадам ќерка ми и тука нека живеат заедно. Но Аладин се согласил со тоа. Отишол на едно скришно место за да не го види никој и ја истрил ламбата. Слушам и ги извршувам вашите заповеди, господару, рекол духот, излегувајќи од волшебната ламба. Изгради ми за една ноќ палата поубава од султановата, таква каква што никој нема во оваа земја. И навистина, следниот ден султанот морал да признае дека неговата тешка наредба е извршена и така Аладин му станал зет на султанот. Со младата султанија живеел среќно и задоволно, но никому не му кажувал ниту збор за ламбата. За тоа време, далеку во својата земја, лошиот волшебник дознал дека Аладин не умрел во пештерата, туку дека е среќен и богат и дека е зет на султанот. Многу се разлутил и побрзал да му нанесе зло на Аладин. Се случило тој ден Аладин да биде на лов и волшебникот го искористил тоа. Се преправил во продавач на ламби и викал по улицата: "Давам нови ламби за стари, само денес и никогаш веќе, брзо народе!" Жена му на Аладин го слушнала и се насмеала. Зар постои таков будала кој што дава ново за старо? Ајде да се пошегувам со него. Ќе му ја дадам оваа стара ламба да видам дали зборува вистина или лаже. И му ја дала волшебната ламба за една обична нова. Пресреќен, волшебникот го грабнал тоа што го барал и побегнал, па на едно скришно место ја истрел волшебната ламба и му наредил на духот да го пренесе дворецот на Аладин заедно со султанијата далеку отаде, во неговата земја. Изутрината, кога султанот како обично сакал да ја посети својата мила ќерка, се зачудил гледајки дека ги нема ниту неа, ниту дворецот. Се исчезнало. Се разлутил и наредил да му ја пресечат главата на Аладин. "Ов, цару на царовите", одговорил Аладин, "дај ми само малку време да го поправам тоа што е уништено без моја вина." Султанот му одобрил и Аладин отишел на едно скришно место. Таму го истрил волшебниот прстен што никогаш не го вадел од прстот и му рекол на духот: "Пренеси ме таму каде што се наоѓа жена ми и дворецот." "Веднаш, господару", извикал духот
И за миг Аладин веќе ја гушкал жена си која му рекла: "Лошиот волшебник не е овде, но брзо ќе се врати, варди се мој мил мажу." Но Аладин веќе имал план. Се скрил, а кога волшебникот дошол, младата султанија му турила во пијалокот прашок за спиење и тој заспал. Напразно ја стискал во сонот волшебната ламба. Аладин си ја зел. Сега духот од ламбата пак бил негов. "Ова лошо волшебничиште," рекол Аладин, "однеси го на некој пуст остров од кој никогаш веќе нема да дојде меѓу луѓето. А нас и дворецот вратине на старото место." Вчас се станало како што рекол. Султанот радосно ги дочекал и потоа сите живееле среќни и задоволни, чувајќи ја грижливо ламбата, иако веќе и не им била потребна. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.